На Охридскиот рамковен договор треба да гледаме како на граѓански пакт, кој треба да има поцелосен третман кај сите етнички заедници, смета професорката Лиљана Силјановска. Зборував за Охридскиот договор како идеологија, како политика, како социјала, како културолошки феномен, кој што сметам дека треба да му се даде поголем, поцелосен третман од сите етнички заедници, да се поопштестви, наместо да се фрагментира, наместо да се парциализира и наместо да се албанизира, односно секогаш да биде во устата само на втората по бројност етничка заедница. Сметам дека Охридскиот договор треба да значи граѓански пакт, граѓански договор и процес на соработка каде што ќе го изрази интеркултурниот карактер, а не мултикултурниот карактер. Професорот Имер Исмаили пак вели дека изминатава деценија постојано се зборува за рамковниот договор, но тоа нема никакви ефекти. Практично Охридскиот договор станува ноќна мора во Република Македонија. Веќе 13 години се зборува за него, меѓутоа од зборувањето нема никакви ефекти во смисла не на политичко имплементирање, туку на формално правно имплементирање на Охридскиот договор. Пратеникот Сафет Бишевац смета дека помалите етнички заедници, ставајќи се во комбинација во големите владини или опозицијски коалиции, не ја користат приликата да влијаат во реализацијата на договорот. Ставајќи се во политички комбинации, во големи политички коалиции, помалите етнички заедници практично на тој начин ја врамуваат можноста битно да влијаат врз примената на овој рамковски договор. Значи во владачката коалиција ви имате практично политички партии од сите етнички заедници. Имате роми, срби, турци, бошњаци, власи. Таква една композиција практично имате и во опозицијската коалиција. Тоа всушност ви ја диктира иднината. Оние кои се дел од владачката коалиција можат да бараат остварување на дел од она што го бара Охридскиот рамковен договор, меѓутоа за жал сето тоа се седува на број на вработени во јавната администрација. За вице-премиерот за рамковен договор Муса Џафери, различните гледишта во однос на реализацијата на договорот се добредојдени. Така ќе се знае во кои аспекти треба повеќе да се работи. Ние очекуваме да ги сублимираме сите тие критики, анализи што доаѓаат од сите представници на универзитетите, институциите, представници на политички партии, од меѓународната заедница, за понатаму да видиме кои се поддоминантните теми, во кој аспект треба во иднина да се инвестира повише. Ние сме свесни дека ќе има критика и сакаме да бидеме потранспарентни, за да можат нашите институции, влада и така натаму да одлучува понатаму што е најбитно во тој правец, што ги интересира најмногу граѓаните, кои се најкритичките теми, каде ќе се поентира. Ова е втора од серијата дебати во организација на Секретаријатот за спроведување на Охридскиот рамковен договор, се одржа на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово. На оваа тема најавена е и меѓународна конференција.